Сега почнуваме со студискиот дел. Како што кажа, првата тема ни е пожари, а во студиото е Стојанче Ангелов, оној кој што е најактивен во текот на летните денови, кога се случуваат и објаснења на огнените јазици. Ангелов, ти благодарам што ја прифати. Благодарам, но една мала корекција. Ангелов е активен 24/7, во текот на цела 7 дена во неделата, 365 дена во годината. А е повидлив во текот на летото, зборам во трето лице за мене. Така, да не. Бидејќи се создава една перцепција дека работа има само во текот на летото, но апсолутно не е точно. Ние вчера уништивме на Криволок 2 хемиски гранати со боев отров од Прва светска војна, кои што може да предизвикат катастрофа, нешто за што денес ќе одржам пресконференција. Каде беа најдени? Во Битолско, во 2 битолски села, но деталите ќе ги кажам подоцна во пресконференцијата. Благодарам за можноста. Благодарност до вашата телевизија, бидејќи редовно ја покрива оваа тема, темата околу пожарите на отворен простор, шумските пожари кои што се јавуваат во текот на летото, па се до крајот на септември, представуваат голем проблем за граѓаните, еколошки проблем, но и ризик за нивниот живот и здравје, ризик за имотот, така што ваквото гостување помага барем еден граѓанин плюс да погледа каде се проблемите, како да помогне. Токму така и голема благодарност до вашата телевизија поради креирањето на јавното мислење и свест околу пожарите, бидејќи морам да констатирам дека јавната свест е на значително повисоко ниво и јас би рекол дека безмалку сите граѓани имаат свесност за опасност од пожари и се исклучително внимателни. Бројот на невнимателни граѓани е минорен, но доволен за предизвикување на катастрофа. Ако ги тргнеме на страна тие невнимателните, пред да се запалат камерите, поразговаравме и ве прашав дали годинава ќе се спасиме од пироманите, оние кои што намерно предизвикуваат пожари, рековте тешко. И овде би дообјаснил, ако зборувате пироман, пироманијата е болест, луѓе кои што уживаат да гледат оган. Имаме ретки случаи кога некој затоа што ужива да гледа оган предизвикува оваков пожар. Останатите се криминални мотиви. Верувам дека вие мислите и на нив кога зборувате пиромани, луѓе кои што подпалува, чим прави таква. Па земјоделецот не е пироман, но ги пали остатоците од земјоделската култура кои што му останале во нивата и за кои што не знае како да се ослободи од нив, и тоа му представува најевтин метод, при тоа планирајќи дека пепелта ќе остане во земјата и на еден начин повторно ја можен предизвикувач на пожар. И таквото многу чести предизвикувачи на пожари. Еве сега почнува жетвата овие денови во Кочанско поле, не знам како е со житата, но генерално со палење, веднаш после жетвите почнуваат и палењата на стрништа, кога пожарите многу често излегуваат од онаа посакувана површина која што тие палат. Значи, намерата на земјоделците не е да предизвикат пожар, ниту штета. Да го уништат тоа за совесни луѓе, тој гледа неговиот имот да го среди, но при тоа не водејќи сметка дека постои ризик, а често се случува пожарот да излезе надвор. Овде веднаш би ги додали сточарите, кои што имат една навика да ги чистат пасиштата преку пожари, бидејќи особено сега поради малиот број на стока, на самите пасишта многу често се појават поголеми количини на трња. Во различни делови од државата се користи различен назив за овие, условно речено трња. Се работи за грмушки кои што може да бидат високи пола метро и кои што го окупираат местото каде што растела трева која што ја пасе добитокот. И полесно да запалат. Исто така покрај нив би ги спомнал смреките кои што ги има во планинските предели, но кога зборувам за смреки, мислам оние така ние популарно ги нарекуваме смреки, оние кои што се високи можеби до колената, а зафаќаат големи површини и се шират. За да се ослободат од нив, земјоделците ги палат пасиштата, чекајќи го првиот дожд, бидејќи после првиот дожд природата повторно се зазеленува. Апел до нив да не го прават ова, бидејќи штетата е многу поголема, да најдат друг начин. Верувам дека сега има и доволно пасишта, поради тоа што има многу мала количина на добиток, но генерално кога зборуваме за палење на стрништата и пасиштата, очекувам дека и ова лето ќе бидат предизвикувачи на пожари. Ако треба да зборуваме за подготвеност, што значи една држава да биде подготвена за евентуални пожари или ја се нареков сезона на пожари, бидејќи
од јуни до септември Македонија е во пламен. Ова е исправен израз кој што го користам и јас, сезона на пожари токму така. Ние пред неколку дена одржавме седница на групата за процена на ризици и опасности, која што ја сочинува директорите на разузнавачко-безбедносната заедница и кризниот менеджмент и заштитата и спасувањето. Јас сум раководител на оваа група. Заклучивме дека постои ризик за појава на пожари во наредните денови, поради што предложивме на управувачкиот комитет да и предложи на владата прогласување на кризна состојба од 1 јули оваа година. Мојата цел како раководител на оваа група, но и генерално како раководител на главниот штаб за управување со кризи, командант на штабот за заштита и спасување, е оваа година кризната состојба да ја прогласиме неколку дена порано, бидејќи извесно е дека почетокот на јули пожарите ќе започнат. Неизбежно е. Прашање е дали и колкав ќе биде нивниот број во однос на бројот, зборувам. И генерално ни се повторува истото сценарио секоја година. Во текот на пролет имаме, би рекол, обилни врнежи кои што ја овозможуваат на вегетацијата да убаво да биде бујна, да израсне високо. Ние надвор имаме висока трева. Погледнете во Скопје каква е тревата. Градоначалникот постојано или градоначалниците се мачат да искосат, таа наново расте, а замислите како е оново каде што никој не се грижи за неа, нема стока, нема сточари кои што ќе ја искосат за сено во текот на зимските месеци. И од директорот на УХМР бевме информирани дека уште неколку дена има вака тук-там по некој мал дош. Добро. Можеби пороен на некои места, но генерално веќе влегуваме во фаза, пред викендот, ние влегуваме во фаза кога врнежите се завршени, потоа многу ретко ќе се случува да паднат мали врнежи на некои места и почнуваат зголемување на температурите кои што и онака се високи. Ние видите сега сме околу 30 степени. Да, 32-30. Со еден збор првите денови од јули започнува побрзото продолжува сушењето на вегетацијата. Тоа нема да започне ни на први, ни на трети. Тоа е процес кој што трае во овој момент, кој што се обновува. Ако падне дожд, тревата пак малку ќе се раззелени, но генерално веќе првиот дел од јуни, првите 10 дена, вегетацијата е многу сува, мислам овде пред се на тревата. И кога една искра, која што може да падне како искра од допирање на две жици, кои што се лабави на бандери, е доволно да ја запали оваа сува трева. Ако има малку ветер, а знаете дека во некои делови, како на пример Источна Македонија, Овче поле, Штипско, постојано дува ветер, потоа пожарот се шири многу бргу, навлегува најпрво, зависи каква е конфигурацијата на теренот, но генерално имаме грмушки, трња или би рекол неквалитетна шума, но кога огнот овде ќе влезе, тој веќе е тежок за гасење и вообичаено завршува или до некоја викенд населба, до некое село или во борова шума. И тука веднаш започнува нашата борба. Јас го менувам начинот на кој што ние действуваме како систем, бидејќи законите се добро осмислени, но не прилагодени на суровата македонска реалност. Во законите за управување со кризи и заштита и спасување имаме еден член кој што предвидува постапност во гасењето на пожари. Кога ќе настане пожар, најпрво треба да излезат на терен оние кои што стопанисуваат со шумата, ако е шумски пожар. Со најголем дел од македонските шуми стопанисуваат национални шуми. Значи, тие треба да го дадат првиот одговор и да го изгасат пожарот. А ако пожарот избега, не успеа да го изгаснат, тогаш бараат помош од градоначалниците, односно од локалните територијални противпожарни единици, од локалните пожарникари. Ако и тоа не е доволно, градоначалникот бара подршка од јавните комунални предпријатија кои што вообичаено имаат цистерни за вода, можеби вода за пиење, но ќе однесат вода онаму каде што не е потребна. Вработените од општината може да ги мобилизираат преку локалните штабови, исто така да помогнат, па дури потоа бараат помош од соседните општини и ако веќе работата е премногу сериозна, тие не успеват, дури тогаш бараат помош од дирекцијата или од државата, а ние на располагање ги имаме воздухопловите и републичките сили. Но погледнете кој ланец ви го кажав. Ако ние чекаме ова да се случи, да дојде пети, па ќе се запали се и ќе биде доста, затоа јас секогаш кога имаме слободни летала, доколку пожарот е на место каде што е тежок терен, јас знам дека и треба едноставно време. Ние можеме да напишеме во законите и во подзаконските акти што сакаме. Може да напишеме дека пожарникарите треба да бидат таму за 5 минути, но тие не може да дојдат, треба време. Затоа се обидувам со брз, силен и прецизен удар на почетокот на пожарот да ја намалам неговата моќност,
па и да го изгаснеме или да го ставиме под контрола. Многу често оваа тактика дава добри резултати и потоа силите доаѓаат само вршат контрол или догаснуваат. Но на главата на пожарот успеваме да ставиме под контрол или целосно да изгаснеме. Така што едноставно ги менуваме, не само вашето прашање беше во делот на ресурсите. И самата тактика на гаснење на пожари полека ја менувам, се работи за години и години. Се разбира дека затоа и така ве представи сега. Зборувам со пожарникарите, зборувам со нивните старешини кои што имат богато искуство, но и сами од веќе 6-та година сум на терен и можам да ги видам работите. Во аспект на подготвеност на државата би гледал од два аспекти. Првиот аспект е дали имаме доволно, а вториот аспект е дали она што го имаме е подготвено. Дали имаме доволно средства, се разбира дека не. Како држава немаме доволен број на пожарникари, немаме доволен број на ресурси. Но нема ниту Грција, ниту Турција за справување со пожарите во текот на летото, кои што се во огромни димензии спрема големината на државите. Понатаму, дали она што го имаме како држава е подготвено? Да, се е подготвено, системот е подготвен, ер-тракторите се на аеродромот подготвени, имаме функционални пилоти, најмалку 3 во овој момент, подготвени за летање, за гасење на пожарите. Веќе воведов приправност, тоа значи дека секој ден од 10 па до крајот на видниот дел од денот имаме дежурни екипи кои што дежураат на аеродромот, подготвени веднаш да полетат. Вчера 2 ер-трактори на дирекцијата гасеа пожар на под Богословец во конкретно Свети Николско, меѓу Свети Николе и Лозово, некаде на тој потек, и подготвени си возилата на дирекцијата, специјалните возила, тоа се 20 на Пинсгауери, 15 БТРи и 5 Хермелини. Очекувам за неколку дена и хеликоптерите на МВР, кои што се функционални, има некоја формална само работа која што се довршува во делот на осигурувањето да бидат ставени во погон, но во овој момент, како што веќе реков, се уште е релативно мирно. Ние имаме во овој момент повеќе од доволно сили да се справиме со било кој пожар. Во суштина, ние ако имаме 1, 2, 3 или 5 пожари, ние немаме проблем. Граѓаните мора да знаат граѓаните би било убаво да знаат, се извинувам, никој ништо не мора освен една работа. Да. На крајот на животот мора да се умри, сето друго е пожелно. Граѓаните треба да знаат дека минатата година во еден ден имавме 44 пожари, а претходното лето, 24-та, денот, првите денови од јули, и тогаш запамтив дека имаме ние Огнена Марија, верски празник, не знаев дека имаме Огнена Марија празник. Токму на тој ден имавме 66 пожари на отворен простор. Замислите колкава е таа бројка, па ние немаме толку противпожарни единици во државата. Од друга страна, некои тие пожари се мали, знаете, некои гледат со подценување, овие пријавуваат пожари, се запали таму површина колку едно игралиште. Но што ако ние не го изгасеме? Како систем зборува? Ако пожарникарите не излезат на место, па тој сигурно ќе се прошири. Само од себе ни случајно нема да се изгасне. Кажете ми каде би се изгаснал само од себе? Ако се запали во градот Скопје некој парк од страните имаме улици, тој ќе изгасне само од себе. На сите други места тој ќе најде линија и ќе излезе во шума. Ќе заврши во шума. Што правиме за превенција? Како се превенира оваа проблематика? За почеток, вие како медиуми правете многу, тоа го кажав и на почетокот на емисијата. Еве, ова е основната превенција, да зголемиме свесноста на граѓаните. Граѓанинот е клуч на се. И јас упатувам преку оваа емисија една огромна благодарност до сите македонски граѓани. Многу мал, минорен број е бројот на граѓани кои што ненамерно, а уште помал е бројот на оние кои што намерно предизвикале пожари. Минатото лето имавме околу 3000 нешто пожари. Претходно имавме исто така, меѓу 3-4 во текот на летото. Јуни, јули, август, септември. Колку шума гори тогаш? Па не, видете, не се сите во шума, некои ги гасат пожарникарите, работат. Не ворете му додека дојда, тоа е... Па видете, многу често бргу доаѓаат на лице место, некој пат самите граѓани ќе помогнат. Авиони, хеликоптери, значи системот не е толку за подценување, знаете, особено 3000 пожари, тоа по едно дрвце да изгори се. Последните неколку години конкретно е подигнати подготвеноста. Ние имаме повеќе од 30 возила. Некои од нив се добиени како донација, некои се купени. Ер-тракторите за прв пат оваа година сите три се исправни пред почетокот на сезоната на пожар. 7 години ги немавме ние во јуни ер-трактори. Има и пилот за сите. Тоа е најбитно. И имам
трагам по нови пилоти, очекувам во наредниот еден месец уште еден или два пилоти да бидат вработени, но треба да направат преобука за трактори. Тие ги планирам за следното лето, но јас размислувам стратешки од сега за наредните години. И имам една, за тоа ќе ми треба цела една емисија кога би зборувал само на таа тема. За жал работиме со живи луѓе, луѓето се несовршени, никој не е совршен, се јавуваат проблеми во работењето, во дирекцијата има изворедни луѓе со добро образование, со добро искуство, но еден добар дел се тотално неупотребливи или работат далеку под она ниво кое што јас го очекувам од нив и за кое што сум убеден дека можат. Не била ставена во брзина дирекцијата, работела по линија на понизок отпор, иако има поголем капацитет, а има огромни законски надлежности. Так и обврски. Каде што има нели кражба на дрвократци, како да ги кажам сега, и каде што ќе сака да се прикрие сето тоа со пожар. Нели тоа е веќе една излитена можност тоа да се прикрие. Но се случува тоа. Видете, тешко се обезбедуваат докази за подметнување на пожари. Минатото лето Скопска Црна Гора ни гореше постојано. Така да кажам, се гледа кое дрво е исечено, па таму пожар, друго кое е изгорено цело дрво. Да, но од формално правен аспект, доказите ја немаат истата важност. Кога ќе изгори одредена површина, вие како ќе знаете дали дрвата се изгорени или се исечени? Секако дека ќе има остатоци и кога се сечат дрвата и кога горат. Но јас повеќе мислам дека дрвократците ни се светеа. Поради неколкуте мокни акции на национални шуми во содейство со МВР, нанесен е огромен удар на шумската мафија овие 2 години. Мислам дека десеткувана. Знаете дека имаше постојано информации и видеа од големи акции на национални шуми за кои што имаше огромни заплени на дрва. И камиони и тоа во сите делови од државата, знаете, кога работеа во источниот дел, зошто овде, зошто не во Рачиново, па секаде се работи, Скопска Црна Гора, насекаде, Китка, насекаде имаме заплени. Рачиново со полиција пред 2 недели, дали има ни месец дена нема така. И сега мислам дека дел од шумската мафија ни се свети предизвикувајќи пожари, бидејќи ненормално беше она што ни се случуваше минатата година, особено во септември, па ние ќе го изгасеме за неколку часа, ќе се запали неколку километри понатаму или неколку стотици метри, со тоа што лани, бидејќи нешто ми беше сумнително, мислам дека тоа беше и на почетокот на сезоната, некаде околу 10 јули, наместо да действуваме со хеликоптери и авиони, одлучив во, се разбира, договор со командантот на Скопската бригада за противпожарна заштита Звонко, да изфрлиме пожарникари на врвот на ридот или на условно еве на планината, каде што имаше пожар. Кога се симнаа пожарникарите, на лице место најдоа запалени дрвени палети, тоа веднаш го објавивме. Имавме и фотографии и видеа. Дрвени палети, знаете, оние со кои што се вилјушкарите понесоа тоа, полиени со бензин, запалени, фрлени во грмушки. Тие ги палат грмушките, палетите горат на нула. Вие потоа изгледа како само од себе да настанал пожарот. Во една прилика најдовме гуми. Знаете, и тогаш проба да не пороба да ни смејува дека гумите биле во трева. Да, гумите беа во трева. Се полеват со бензин. И се палат и се тркалат. И тие одат во шумата. Сите идат, ни една гума нема да престане додека не удри во некое дрво. Да. Некој ќе иде цик-цак, ќе удри во дрво, ќе го продолжи движењето, ќе се тумба неколку пати, се додека не застане. Ако фрла 20 гуми, сите застануваат на различно место. Ние одеднаш имаме огромен пожар. Кога пожарот настанува од ненамерно, од небрежност, тој постепено се шири. Значи може да е колку бюро, па колку просторија, ние имаме простор да суитна реакција да действуваме. Кога одеднаш ќе ви се запали голема површина, значи зборуваме, сега не би сакал да давам конкретни примери за граѓаните да може да ме разберат, ама одеднаш како се запали по голем од стадиона, ма со се трибини, значи она голема површина, бидејќи тоа може да се направи кога се прават намерни палења. И тој потоа нагло се шири. Ако уште има ветер, ние за неколку часа имаме мега пожар кој што е многу тешко да се изгасне. Затоа пак ја користам оваа прилика, апелирав минатата година, апелирам и оваа година до граѓаните, доколку забележат сомнително однесување, човек со туби во кој што може би има гориво, бензин, човек кој што носи дрвени палети или гуми во планина на отворен простор каде што нема логика,
Знаете, ако видите некој да носи гуми во близина има вулканизерска работилница, тоа е многу логично. Да, ама на во Скопска шума Црна тоа е. гора гуми или на планината Китка или на Кисолонска глава вие да видите гуми или дрвени палети. А немате вилјушкар. Знаете на кој начин ги пренеле палетите до таму. Тогаш се работи за задна намера. Апелирам до граѓаните да пријават на 112. Евентуално ако не се задоволни од одговорот, ако бидат игнорирани кога пријавуваат, знаете, некој пат се случува да има некој динамичен настан, операторите да се посветени на она што е приоритетно, па некоја ваква пријава да биде ставена на чекање. Нека најдат начин, нека ми пишат мене на Facebook, на Viber, на WhatsApp, на обична порака. Јас се трудам, одговорам на сите. Мачна работа е, но ги горе-доле ги гледам сите пораки, одговорам најбрзо што можам, но воедно на било кој припадник на дирекцијата или на полицијата, ние ќе најдеме како држава начин како тие информации да ги понатака централизираме, иако 112 е најлегалниот и наједноставен начин. Но бидејќи во текот на летото, кога ќе се случи голем пожар, ова исто граѓаните не го знаат, може одеднаш да се јават 20, 30, 50 луѓе. За исти. Имате пошет покрај автопати. По некој пат граѓаните добиваат перцепција дека операторот од 112 е нељубезен, не ја примил пријавата. Тој не ја примил бидејќи претходно се јавиле 17 луѓе за истиот настан. Кога од првиот и од вториот јавувач ќе ја примат пријавата, понатака операторите се само љубезни. Инаку, кога ќе слушат за што се работи, тие да исклучат штета, ние немаме, бидејќи ја имаме информацијата. Ама да не се губи време. Ако имаме ние 20-30 пожари, ако тие во исто време се пријават преку 112, во сличен период, да кажеме, но во исто време имате кражби, имате тепачки, сообраќајни несреќи, да, сите вртат болни луѓе, срцев удар, скршена нога, сите тие се јават на 112. Таму имаме живи луѓе, неколку луѓе кои што ги примат тие пријави. И сега кога некој би се јавил да каже дека видел човек со канта бензин, може да не биде истретиран како што треба во тој момент ако има некој итен настан. Нека најдат начин да ни помогнат да ги откриеме сторителите. Сакав околу доброволните противпожарни друштва, колку ви се тие од помош на дирекцијата? Од голема помош. Оваа година СОНИФ одржав повеќе работни средби, целосно ја менувам тактиката на работа со СОНИФ. Да потсетам дека јас сум една година директор на ДЗС, минатото лето станав директор, само што, значи јас станав директор првите неколку дена од јуни, функционален директор, а веднаш потоа почна пожарите. Немаше пилоти, немаше авиони, немаше возила, не знаев од каде да почнам. Сега веќе ги пофаќав конците, одржав повеќе работни средби со доброволните противпожарни друштва, без малку со сите они имав отворен повик. Сега знаете, ќе кажам, наша работа, македонска работа, знаеме да бидеме искарани секаде кај што треба и кај што не треба, кај дел од друштвото постои нетрпеливост. Не сакат едни со други да комуницираат, да се гледаат. Зашто? Па не ги известуваат, сега тие се корените се. Па ние на почетокот во се имавме по две различни лиги во секој спорт, но како и да е, успеав со повеќето од нив да направам комуникација. Ако доброволно друштво не е исконтактирано, не биле кај мене на средба, добре дојдени се, нека се јават, ќе ги примам. Договоривме оваа година од нив најмалку 120 луѓе да имаме на располагање на дневна основа. Побарав чета, бидејќи сега вие сте доброволеци, не е тоа, знаеш, само ако ми се сака јас ќе спасувам или ќе гасам пожар. Јас поставив конкретен услов. Од сите доброволни друштва заедно, во реал тајм, во одреден момент, ако се случи некоја голема беља, голем пожар, да можеме да мобилизираме. Па видете, тие се доброволци, ама сите ти имат поголем капацитет. Неколку доброволни друштва имат 120 луѓе. Се ја разбирам, дел се на одмор, некој може би на боледување, некој на работа не може да излезе, но јас побарав од сите нив, тие да се самите самоорганизираат, да ми помогнат сега да не се мешам и во нивното управување и да имам 120 луѓе во еден момент. И очекувам да го испорачат тоа барање, а се надевам дека нема да дојдеме до таква потреба, бидејќи на тој начин добиваме една цела условно во наводници борбена, огнена противпожарна чета. Воедно работам на луѓе, обезбедување луѓе како возачи и посади на специјалните возила, како и луѓе кои што ќе работат со напртњачите и метлите од редовите на ДЗС. Јас имам димензионирано да направам две функционални чети кои што по потреба ќе бидат мобилизирани и мојата крајна цел е, ако ова лето можеби нема да успеам, бидејќи е кратко времето,
да едноставно МВР и армијата не ги ангажираме во текот на летото, освен во некоја, не дај Боже, ситуација, за да тие може да се посветат на своите основни занимања, работи, затоа што овие несуштински дејности ги црпат кадрите на полицијата, армијата и тоа представува проблем за полицијата и армијата. Со министрите во повеќе наврати разговаравме. Полицијата дури во текот на летото има многу обврски, борба против криминалот, апсења, обезбедување на надпревари, јавен ред и мир, патролирање и така натака. Половина се, можеби не половина, еве една третина во секој момент се на одмор, некој има на боледување, друг има слободен ден по друг основ, така што редовите се десеткувани. Исто тоа важи за армијата, која што постојано има вежби, сега сме ние дел од НАТО и армијата, нашата армија е доста сериозен партнер во тоа НАТО, можеби е мала, но мобилна и имаме своја улога во НАТО и се постојано зафатени со најразлични активности. Знаете, вие кои ќе побарате 100 луѓе, тоа е удар за нив. Те имаат повеќе од доволно, имаат 1000 да пратат, но треба да функционираат, треба да ги работат нивните основни надлежности, така што јас сум оптимист дека оваа година во еден поголем дел активностите ќе ги покриваме ние како дирекција преку системот за управување со кризи, а секако во не дај Боже ситуација, во прогласена кризна состојба, во било кој момент можеме да побараме поддршка од полицијата и армијата. Колку ви требаат нови луѓе во дирекцијата? Видете, поимот колку ви требаат е неблагодарен, никогаш доста, но зборуваме за текот на летото. Јас сум сега внимателен, зборував со неколку луѓе, ми се зборував со повеќе луѓе за ангажман во трајање од 3 месеци и толку, без превземање на обврски. Минатата година претрпев и професионална и лична штета, бидејќи настана една погрешна перцепција со оние така наречените времени пожарникари кои што беа ангажирани, се работеше за проект на владата. Добро. Во соработка помеѓу Агенцијата за вработување, локалната самоуправа, дирекцијата. Тие луѓе, мислам дека огласот беше за 300 луѓе, еден добар дел беа мобилизирани, но поради одредени слабости заврши обука, ќе зборувам за оние кои што беа во дирекцијата, беа мобилизирани, заврши обука, ги научивме да ракуваат со ПУП, како се гаси пожари така натака, но не се осудив да ги употребам во реална ситуација, бидејќи се поставува прашање што ако некој се повреди или не дај Боже некој загине. Јас не очекувам никој да загине за време на пожар или да се повреди, но се може да се случи. Можност постои. Знаете, safety first, мојата омилена изрека, со која што започнувам секој професионален состанок, на прво место животот и здравието на луѓето, на пожарникарите, па потоа природата. Бидејќи човечкиот живот е бесценет, кога имавме спорење на овие теми од одредени екологисти кои што оправдано се борат за заштита на екологијата, ќе поставев прашање колку дрвја вреди еден човечки живот и обично не добивав одговор, бидејќи човечкиот живот е бесценет, но направивме неколку скокови од доброволците кон овие луѓе. Во текот на летото мислам дека оваа година ќе имаме доволно луѓе надвор, без полицијата и армијата, а во било која критична ситуација секој пат ни стоат на располагање храбрите македонски полицајци и војници. Но главно, ударот паѓа, би сакал ова да го издвојам врз професионалните пожарникари. Сите останати помагаат. Професионалните пожарникари се тие кои што го носат терет. Тие се првите што Па тие го носат целиот товар на грб и тие се најдобро обучени, имаат најдобра опрема или би требало да имаат најдобра опрема. Доброволците се добродојдени но тогаш кога ќе загусти. Професионалците гасат пожари секој ден. Бројот на пожари во Скопско е алармантен. Вие јавноста нема представа колку пожари имаме на дневна основа. Бидејќи еден дел се мали и луѓето некако не ги сваќаат сериозно и тоа е окей, но некој треба да излезе тој малиот во наводници несериозен пожар да го изгасне, бидејќи ако не го изгасна, тој исто така ќе стане голем. Така, па во групата која што ја нели на Вибер која што има, ја читам секојдневно се по 20, по 30 пожари дневно. Јас ќе кажам да се гасат 20-30 пожари. Во овој момент има и доста политички активности во државата, најави за реконструкција во владата, се случуваат секакви работи и вниманието на вас, медиумите, се уште е свртено кон домашната политика. Некаде веќе средината на јули политиката малку одмара, имаме да ги спратиме на одмор политичари. Има помалку политички настани и тогаш медиумите се послободни да посветат повеќе време на пожарите, кои што ги има и сега. Но сега не го добиват истиот третман во медиумите. Ние вчера имавме многу тежок пожар кој што го изгаснавме.
употребивме 2 трактори, ви кажав. Да. Го објавивме во групата, се сомневам дека на некоја телевизија објавен, бидејќи се уште сепак е мал во однос на оние ќе спомниме катастрофални пожари. Еден само сегмент кога спомнав, бидејќи преска сакав да го кажам, но не најдов простор, на некои места каде што имавме големи пожари, Добре. Јас идам без луко на сите големи пожари, одам наредните месеци, па после 5 месеци, после една година. Природата е повратена, природата е зелена, имаме нова трева, повторно трева, висина на до колена, до гради, зависи од местото. Повторно имаме нови трња, нови грмушки. Штетата се прави на високите дрвја, кои што се процеси треба децении за да бидат повратени. Но на некои места кај што горела трева и грмушки, штетата е мала. Иако во тој момент изгорела вегетација, дошло до загадување на природата, таму живееле многу инсекти, животинки, птици и така натака, кои што избегали или изгореле во тој пожар. Во однос на казнената политика сакам да ве прашам. Колку е строга и колку треба да се да стане построга? На факултетот за безбедност учевме еден предмет пенологија, како наука за казната, и има еден момент, мислам, тој се учи во кривично право на правниот факултет. Одвраќањето од извршување на кривично дело, во одвраќањето од извршување на кривично дело, не игра толку голема улога висината на казната колку нејзината известност. Ако вие знаете дека може да направите кривично дело од кое што може добро да заработите, а можноста да ве фатате многу мала, а казната е многу висока, тогаш постои можност некој да се обиде да го направи тоа кривично дело. А тогаш кога казната е мала, но е известна, знаете дека ќе бидете фатени, тогаш луѓето не се судуваат тоа да го направат. Сега казните за сообраќајен прекршок се многу мали. Да. 10, 20 евра, 30 евра зависи од прекршок. Но гледате луѓето како возат, внимаваат сите, возат 50. Зошто? Бидејќи известно, ако возите малку побрзо, може би не, на наредната камера ја памтете каде се наоѓа, ќе прикочите, но потоа ќе заборавите на втората или на третата ќе подзаборавите и пак ќе ве казнат. И најбезбедно е да возите 50. Значи известност, и тука настанува проблемот, откривачката дејност. Овие кривични дела, поврзани со предизвикување на пожари, многу тешко се докажуваат, бидејќи во пожарите горат и самите докази. Од друга страна, исторителите го знаат добро теренот и имаат голем простор на располагање. Знаете, човек со шише бензин од Кока-кола, пеш сега да не давам идеи, може да отиде во било која планина да го истори врз Сувилисија, да го запали, полека да си отиде, огнот полека ќе се разгорува, тој ќе се оддалечи неколку километри. Можноста да го фатите е многу мала, но МВР минатата година процесуираше повеќе вакви Колку се дела. фаќаат? Па минатата година имаше повеќе од 20 пријави од МВР, но генерално не сум сигурен дека сите тие поминуваат на суд. Така што пак ќе се потпрам на граѓаните. Најголема доверба имам во граѓаните кои што се исклучително совесни, зборам сите. Бидејќи ако ние земеме дека во државата имаме присутни 1,5 милион, да речеме 1 милион луѓе кои што се активни, да ги одвоеме малите деца, највозрастните кои што седат дома. Од нив само неколку илјади предизвикале пожари. Знаете, кога ќе извадите процент, таа е минорна бројка во промили, но сепак алармирам доколку забележат граѓаните сомнително поведение, истото да го пријават. Односно мерката која што забранува движење во шуми, колку тоа дава резултат? Јас се оградувам од оваа мерка, неа ја препорачуваат национални шуми. Министерството за земјоделство ја воведува на предлог на национални шуми, но ние прво немаме забрана, да појаснам. Не е забрането движењето во планините. Летно време дозволено се движите во сите планини, но мора да извадете дозвола. Бидејќи така се толкува од тогаш до тогаш има забрана за движење. Ви треба 5 минути да извадите дозвола. Сакате во сабота да одите на Шар планина, среда, четврток, петок, ќе отидете, да се рекреира, да се движи, да се посетете го сајтот на национални шуми, ќе видиме оваа година ако може нешто се направи електронски, само формално ве заведуваат и добивате дозвола да одите. Фактички целта е да се евидентираат луѓето кои што се движат во природата, не да и се забрани на луѓето, но луѓето се инертни. И која бара таа дозвола, полицијата, шумската полиција, кој? На лице место може да побори полиција и шумска полиција, токму така. Но
На тој начин имаме контрола кој се движи во шумата, но пак ако е некој барем јас не сум го знаел. Ако е некој со задна намера, тој се разбира нема да изведе дозвола, ќе отиде со шише бензин или со дрвена палета и ќе предизвика пожар. Јас сметам дека планинарите се наши најголеми пријатели и поддржувачи на системот за гасење на пожари. Да. Јас не знам за примери кога планинар предизвикал пожар, бидејќи тие знаат како да се организираат во природа, како да действуваат без да предизвикат пожар. Воедно тие може да бидат нашите први јавувачи на пожар од планина, бидејќи може да забележат чад, а ако е во нивна близина, најголемиот дел од нив се совесни, имаат гоизрици, па ќе проба да го изгасат или ќе го некојаш е доволно да го успора, да не му дадат брзо да се рашири, додека да дојде авионот на дирекцијата, хеликоптерот на МВР, па и патролите на национални шуми или локалните пожарникари. Кои беа најголемите слабости во текот на летото лани и што научивме од нив за годинава? Па, сега видите, поимот слабости е малку... Тежок? Не е тежок, може еластично да се толкува. Нема слабости, се функционира како што треба. Во организацијски оддел можам да се пофалам дека имаме изворедна организација. Немаме доволно ресурси, тоа го кажав да не се повторувам. Да, но ќе повторам. Ние немаме ресурси, Грција нема доволно ресурси, Турција нема доволно ресурси, секој лето бараат помош. Нормално ние ако гледаме компаративно, Македонија има помалку ресурси во однос на Грција. Споредено број на жители и така натака број на пожари, но ресурси никогаш нема да имаме доволно, затоа се трудиме ова што ви го спомнав со ангажман на доброволците и така натака. Организацијски, сите овие минати години бевме на висина на задачата, бидејќи луѓето функционираат меѓу себе безпрекорно. Јас го предводам главниот штаб за управување со кризи, во него имаме представници од сите значајни министерства и агенции, дирекции во државата, значи почнувајќи од Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, полицијата, армијата, национални шуми, УХМР, Агенцијата за национална безбедност, разузнавање, Војната служба за безбедност и разузнавање, армијата веќе ја спомнав, секогаш се трудиме на тие седници да има пилот. Кога ќе се прогласи кризна состојба, главниот штаб од предминатото лето го стави 24/7. Значи е постојано во заседание, за да не ги држиме луѓето цело време во штаб, кој што се наоѓа во Центарот за управување со кризи. Ние направивме на Вибер група преку која што ги разменуваме информациите на секој критичен пожар или на поголема работа се собираме во живо заради размена на информациите и затоа понекогаш граѓаните реагираат бидејќи ги немаат информациите. Граѓаните не знаат што се случува во оперативната сала. Секогаш имаме повеќе информации од граѓаните. Ние знаеме што е пратено и каде е пратено. Имавме еден несакан настан во Штип пред 10 ден имаше еден тежок пожар, кога пожарникар кој што и не бил на смена отишол тамо и сега наместо да го спасува човекот, тој земал емитува во живо. Знаете, и спасува човек и си тера пиар, што е недозволиво. Да, и така. се вклучува и Стојан Чангелов веднаш да испрати авиони. Тоа е недозволиво, реагирав кај градоначалникот да се превземат мерки, затоа што има систем на командување, кој што е света работа кај нас. Така. Јас сум на врвот на пирамидата, но има надолу цел еден систем. Ако пожарникарот смета дека треба поддршка, тоа не е грев, ќе кажи на неговиот шеф на смена, кој што е на лице место. Можеби неговиот шеф смета поинаку, затоа тој е шеф и затоа зема поголема плата и за да носи и одлуки меѓу другото. Па шефот на смена или дали е раководител или командир на вод на оделение, на група, зависи од единицата, ќе предложи на командирот ако е на работа или на заменикот командир, кој што ако процени дека е состојбата опасна, ќе му предложи на градоначалникот, кој што потоа ќе се јави кај мене, односно во главниот штаб. Значи ние мора да имаме хиерархија, што правиме ако утре имаме 20 пожари и 20 пожарникари за да терат пиар, со мобилните се снимаат и зборува дека се изгорело, дека теренот бил непристапен, дека човечка нога не можела да оди, а тој таму стигнал, тој како стигнал? Со подобран ли? Како стигнал тој што се повредил? Во дворот гледаме паркирана кола. Човекот стигнал со кола, а ние зборуваме за терен на кој што човек не можел да се движи патен, па јас таму израснав како дете, го знам добро, теренот е тежок, но не е непристапен. И генерално ние најголемиот дел од пожарите ги гасиме на тешки терени, на тешко пристапни,
но ова го користам како илустративен пример. Пожарникарот како пожарникар е извореден. И треба да се работи работата за која што е платен, да биде пожарникар и да спасува луѓе. Не да тера пиари да објавува видеа. Има кој да објави видеа. Или, откако ќе помине опасноста, нека снима. Значи, кога ние спасуваме луѓе, знаете, малку е чудно, и да се барат преку мобилен телефон, преку видео повик да се бара брза помош, да биде спремна брзата помош. Брзата помош е брза помош. Таа е постојана спремна. Каква е потребата? Знаете, ама ова го исековме како појава и нема наредниот пат казната ќе биде жестока. Бидејќи имаме систем на командување кој што не смее да се руши. За крај сакам само една порака до граѓаните пред почетокот на таа летна сезона за пожари од викендов. Како да постапуваат граѓаните? Па мислам дека горе-доле кажав се еден апел кој што го користам секој пат на крај на емисиите, на моите јавни настапи, апел до сите граѓани кои што имат викендици или стари куќи, па и нови куќи во некои напуштени села. Кај што има малку луѓе, кога зборувам напуштени села, зборувам за села кои што во меѓувреме станале викенд населби, можеби во нив живеат двајца, тројца возрастни луѓе кои што се во баѓе напредна возраст, не се многу подвижни и обично имаме трева до влезната врата. И ако настане пожар на околината, се запалила викендица. Ако дворот е изоран, ископан или бетониран, како ќе се запали викендица? Нема да стигне до куќата. Нити бетонот, нити земјата не горат. Не може се, па врз секоја куќа, врз секоја викендица има керамиди и тие не горат. За да се запали викендица, огно треба да зафати влезната врата, која што е вообичаено дрвена, рамката на прозорот која што е дрвена или ПВЦ и каква и да е, или гредите под керамидите. Значи огно треба да дојде до самиот зид. За да дојде до зидот треба да има трева до зидот. Затоа еден апел до граѓаните да ни помогнат на тој начин што ќе си го заштитат нивното, за да не мораме потоа ние да трчеме по овие села кои што генерално се од разбиен тип. И имате 2-3 куќи на еден рид, 2-3 куќи на другиот рид, измеѓу тие ридови ви треба време да отидете и дури со возило. И потоа има реакции, знаете, секоја година спасуваме стотици вакви куќи. И некоја многу стара куќа ќе ја фати огнот, кај што никој не живее, можеби 50 години, а потоа во медумите изгледа лошо. Но знаете дека јас ги објавувам сите информации, бројот на пожари максимално транспарентни. Напротив, ние имаме механизам како да сокриеме пожари. Дали треба ние да криеме од граѓаните или треба да ги информираме. Ставот на владата е јасен, максимално транспарентно. Се објавуваме во таа Вибер група во која што членуват стотици новинари, од прва рака добивате информација од нас. Во било кој момент и за вашата телевизија и за сите останати медиуми сме отворени, повелете, дојдете со нас на било кој пожар, можам дури да обезбедам и возило, бидејќи од интерес на граѓаните е да ги видат ужасите на пожарите и ризикот на кој што се изложуваат сите оние кои што учествуваат во гаснењето, за да самите граѓани вршат притисок врз несовесните граѓани, кои што рековме се минорен број, но сепак ги има доволно да предизвикат катастрофа. И да завршам, пред неколку дена возило на автопат пред мене возеше, сега продека мерите на некои места кон Катланово се вози 70, преку прозор си фрли запален отпушок. Ја бев шокиран. После се това што се случува во државата, запален отпушок да фрлете преку прозор, а сува треба покрај патот. А таму секоја година не се пали тој потек. Тоа е крајно несовесно. Еден апел до граѓаните. Ние не можеме јас да го пријавам по таблици, како ќе го најдем и што потоа? Еве, од таблиците ќе најдеме чие возилото. Како ќе докажеме? Тука треба исто да се направи, верувам, некои доработки на законите, но далеко сме ние во западните земји, знаете дека треба свеста после друго. Кога ќе пријави некој граѓанин може да следи и казна, кај нас тоа за жал нема да профункционира. Многу среќа во борбата со пожари за оваа година и ви благодарам што бевте денеска мој гост. Благодарам за можноста. Што ни овде ќе направиме сега една кратка пауза, па ќе продолжиме со вториот гост.